Старите пратеници се на новите листи на ВМРО ДПМН за Истокот, кои вчера пред истекот на рокот партијата ги достави до Државната изборна комисија. Носител на листата е велешанецот Илија Димовски, а веднаш зад него е досегашниот пратеник од Штип Никола Мицевски. Своје место на листата најдоа и Трајче Димков од Штип, Иван Иванов од Кочани, Магдалена Манаскова од Виница, Сузана Секуловска од Пехчево, Милка Христова од Делчево, Лиљана Андоновска Димитровска од Македонска Каменица и Емилија Александрова од Берово. На листата го нема некогашниот кандидат од Пробиштип, а сегашен премиер задолжен за спроведување на изборите Емил Димитриевски. Но на негово место е актуелниот координатор на ВМРО ДПМН Владимир Јовановски. На листата на ВМРО ДПМН ќе се најде и штипјанката Бети Тасевска, но како кандидат на коалициониот партнер Гром. Вкупно на листата на ВМРО ДПМН се наоѓаат дури 10 кандидати од источниот регион, што е најмногу досега. На претходните избори овој број изнесуваше 8, а влез во парламентот обезбедија 6 мина. Сакам да истакнам дека има вкупно 123 предлог кандидати, имаме кандидати во сите 6 изборни единици и од кандидатите 49 кандидати се жени и 74 кандидати се мажи. Во однос на одржувањето на изборите, ние како ВМРО ДПМН го кажавме нашиот став дека условите се исполнети. Место во парламентот во изборната тројка ќе брка и Јанко Бачев и неговото Народно движење за Македонија, а главен адут овде му е поранешната новинарка Маре Стоилова. Изборна листа има поднесено и Социјалдемократската партија на Бранко Јаневски, но засега нема информации за тоа кои имиња се на неа. Последен пат главен адут на Јаневски му беше пензионерката Рада Шекерова, и тоа кога носител на листа на СДСМ во изборната тројка беше Радмила Шекеринска.